Окей, се извинам. Значи, суштината и целта на оваа презентација е да придонесе кон подобрување на услугата на ски инструкторите, кој што во крајна линија има пазарна цел да биде тој ски инструктор или услугата на ски инструкторот подобро валоризирана, да биде повеќе баран и секако во крајна линија колку што е можно да се постигне на повисока цена, што е и тенденција во секој деловно работење. Сега, за да почнеме да го анализираме проблемот на безбедност или на евентуалните ризици при вршење на дејноста, мора да направиме една анализа на самата професија од аспект на оно што не интересира и тоа што е важно за изведувањето на активноста да биде безбедна. Прво мора да се земат во предвид неколку факти. Прво тоа дека ова услуга е класичен деловен однос. Тоа е комерцијална услуга каде што клиентите плаќаат за услугата што ја добиваат од ски инструктор. Второ е тоа дека ски инструкторот е тој кој што го води целиот процес на обуката во сите етапи и ја превзема одговорноста за клиентите, земејќи го во предвид и обкружувањето во кое што се изведува оваа активност, да се изведува на ски терени, во природа, на планина. И третата работа, која што е во принцип најважна, меѓутоа произлегува како резултат на исполнување на предусловите во претходните две работи, е дека ски инструкторот треба да обезбеди трансфер на знаење од себе кон клиентот или, ако го гледаме исклучиво како процес на подучување кон ученикот. Сега, за да овој трансфер на знаење, што во принцип е и главната цел на ски инструкторскиот час да може да се изведе, потребни се одредени предуслови. Еден од тие предуслови е целиот процес да биде организиран на безбеден начин. Во суштина, услугата што ја дава ски инструкторот е еден вид производ кој што се поставува на пазарот, како и секоја друг производ во услужната дејност и во зависност од неговиот квалитет, од неговата цена, ќе достигне одредена позиција на пазарот. Меѓутоа, примерно за овој производ да може да биде квалитетен, треба да биде пред се безбеден. Сега, кога зборуваме за безбедност на ваквата категорија на производи, треба да се земе во предвид дека ова не е процес кој што се одвива и зависи само од ски инструкторот, туку зависи од делувањето на повеќе чинители, кои во исто време, исто место се наоѓаат заедно со ски инструкторот. Нормално дека кога го анализираме процесот, на прво место го ставаме ски инструкторот, на второ место се клиентите, меѓутоа, заедно со нив двајца, како главни субјекти во овој процес на подучување или деловен процес, како и да го гледаме, мора да се земат во предвид и останатите посетители во скијалиштето. Дел од нив се скијачи, дел од нив се не скијачи, и едните и другите имаат влијание врз одвивањето на процесот на инструктажа. Мора да се земе во предвид функционирањето на ски патролата, нивото на обученост, бројноста, на опременоста во скијалиштето и на персоналот на скијалиштето. Со сите практично овие субјекти, ски инструкторот директно или индиректно стапува во интеракција за време на изведување на својата работа, на својата дејност, и тие влијаат врз безбедноста, секако и врз квалитетот на крајната услуга. Сега, кога зборува за безбедноста на активностите, генерално активностите што се одвиваат во природа или на отворено, може да се гледаат нештата од две точки на наблюдување.
Едната од позиција дека ја гледаме безбедноста и се обидуваме да ги имплементираме сите мерки кои што ќе овозможат процесот на активност да се изведе безбедно. Или пак од друга страна да гледаме опасност, па да обрнеме внимание да избегнеме опасноста. Така да ако зборуваме за безбедност, тоа значи дека треба да ги почитуваме сите елементи на еден систем, кој што е составен од мерки, постапки и процедури кои ќе овозможат безбедносна активност. Од друга страна, пак ако не ги почитуваме, ако ги игнорираме мерките, постапките, процедурите, секако дека влегуваме во спротивната зона, во активноста да биде опасна. Сега, при планирање на пристапот, при перцепцијата на безбедноста или опасноста, не е добро да се држи ниту едната, ниту крајната граница, односно постојат две екстреми. Едната екстрема е со точка и запирка да се следат сите формални или неформални процедури или упатства за изведување на активноста, а другата крајност, другата екстрема да не се почитува ништо од тоа што постои како формалност и процедура, со убедување дека индивидуата, независно дали станува збор за ски учителот, за ски инструкторот или пак за клиентот, дека се помокни од сите фактори кои што имаат влијание врз безбедност. Во принцип, треба да се користи рационален пристап, да се почитуваат процедурите, да се почитуваат правилата, меѓутоа никогаш да не се губи од предвид големата слика, дека задачата на ски инструкторот, крајната задача е да даде ски инструктажа, да ги обучи клиентите за да научат повеќе или помалку, зависно од времето, нивото, талентот, компетенциите на клиентот, да совладаат одредена вештина. Меѓутоа, тоа искрено Ај се извинувам малце, само еден технички проблем да беше. Добро, се извинуваме за техничките пречки. А јас не ни обрнав внимание дека не оди позади на платното, се извинувам. Значи, последното беше оно што го зборувавме, дека секогаш треба да имаме рационален пристап, да ги избегнуваме екстремите. Едната екстрема со точка и запирка да се држиме до процедурите, што секако е добро, затоа и постојат процедурите, правилата за да се почитуваат, меѓутоа во име на деталите од процедурите да се занемари големата слика, дека крајната цел на инструкторот е да обезбеди добар и квалитетен инструкторски час и да обезбеди пренос на своето знаење кон клиентот. Сега во име на некои детали кои во одреден моменти можеби не се толку важни, да се занемари главната поента на дејноста не е добро. Затоа е потребно да се гледа големата слика, да се има рационален пристап и да се држи оној среден пат или средна линија.
Во управувањето со ризиците постојат одредени правила и при вршење на оваа дејност, ски инструктажа. Тие правила мора да се почитуваат во принцип, независно од тоа дали ски инструкторот ќе ги почитува или нема да почитува, нивната закономерност ќе функционира. Зависи од тоа какви ќе бидат последиците од тоа дали ќе се почитуваат правилата и ќе се превземат соодветни мерки кои се во согласност со стандардите за безбедно изведување на активности на отворено, на планина, при аутдор спортски активности. Првото правило е дека треба да се избегнат сите опасности. Второто правило е дека доколку од одредена причина некоја опасност, која што повторно релативно треба да се гледа, не може да се избегне, тогаш треба да се минимизира. Трето, доколку се навлезе во одредена зона на потенцијална или реална опасност, треба да се превземат сите мерки за да се обезбеди заштита како за себе, така и за клиентите. И последно е доколку се случи нешто, а во активностите што се изведуваат на отворено во спортот, па во принципи кога седиме само во затворен простор, може да се случат несреќи. Скоро имавме ковид пандемијата, каде што голем број луѓе настрадаат токму заради тоа што седеа во затворен простор и таму и се пренесе таа инфекција. Меѓутоа, ако нешто се случи, тогаш треба да се менаџира ситуацијата, да се решава проблемот на најдобар можен начин во согласност со сите оние средства кои што стојат на располагање. Во управувањето со ризици, изворите на ризици ги делиме во три основни категории. Прво, има ризици кои што потекнуваат од самите луѓе кои се вклучени во процесот, ризици кои потекнуваат од опремата и трето, ризици кои потекнуваат од опкружувањето. Сега сите овие три фактори воедно може да бидат и фактори на безбедност, зависно од тоа како е поставеноста нивна во целиот процес. Да ги разгледаме прво луѓето. Во овој процес непосредните чинители се ски инструкторот и неговите клиенти. Доколку ски инструкторот има компетенции на соодветно потребно високо ниво, доколку клиентот е со своите компетенции на неопходното минимално ниво за да може да ја извршува активноста на примател на знаење. Второ е пристапот. Каков е професионалниот пристап и на ски учителот кон својата професија, меѓутоа исто така и пристапот на клиентот. Нели, некогаш клиентите се мали деца, кои не по своја волја доаѓаат на ски инструкторски час. Има амбициозни родители кои понекогаш и ги форсираат повеќе од тоа што децата имаат желба да се вклучат во некоја активност и тогаш настанува една прилично деликатна ситуација за ски инструкторот, затоа што треба да работи во многу неповолно, да речеме, обкружување, да работи со клиент кој не ќе да соработува, кој саботира, кој или гледа да помине времето, или пак барајќи некаков начин за одмазда кон родителот, сега ја пренасочува негативната енергија кон инструкторот. И тоа е прилично комплицирана ситуација за решавање. Трето е здравствената состојба. Тука не мора да значи дека секогаш се во прашање некои хронични, сериозни заболувања. Некојаш една едноставна вироза може да влијае во огромна мерка и на перформансот на ски инструкторот, меѓутоа пак и на клиентот, и тие не смеат да се занемаруваат. Нивото на физичката подготвеност, се она што се изведува на ски терените, е сериозна физичка активност, особено во високата сезона, вие имате некојаш и по 6-7 часа интензивна работа со различно ниво на клиенти. Со некои клиенти работата оди полесно, со некои клиенти по 10 пати на едно спуштање треба да станете, да ги кренете, паѓаат, да им ја повторно адаптирате опремата и е физички обемна работа. Зависи од возраста, како на клиентот, така и на
инструкторот. Ако зборуваме за возраста на инструкторите, кога се помлади имаат повеќе енергија, кога се повозрастни можеби имаат помалку енергија, но имаат поголемо смирение и ги разбираат процесите на еден друг начин. Секако зависи и големината на групата. Не е sejedno дали работиме со еден клиент, дали работите со двајца или тројца. Јас не ги знам сега точно последните стандарди, какви се препораките за вашата работа. Веројатно имате некои лимити, колку максимум можете во една група да обучувате, но сигурно дека големината на групата влијае врз тоа како ќе се изведува целиот процес. Не е подеднакво да се контролираат шесторица. Е погрешка до себе, извини. Па мислам дека да. Исто така важна е културната позадина. Тука најмногу значи тоа се однесува на клиентите, каков е нивниот пристап кон разбирањето на ски културата, на целокупното однесување во ски центрите, што од една страна може да ја олесни или многу да ја отежни работата на ски инструкторот. Во принцип, дефокусирање на инструкторот од основната цел која што има во процесот може да има големо влијание врз безбедноста на целиот процес. Вториот дел рековме дека како извор, како фактор на опасност или безбедност е опремата. Прво и основно е опремата да биде соодветна. Не е најважно опремата да е последниот збор на технологијата, да е најскапата, да е најатрактивната, туку треба да е соодветна според условите кои што владеат на теренот. Второ, таа треба да биде исправна. Може да е и најскапа опрема и да е најинтересна, најатрактивна, најпопуларна, меѓутоа доколку не е исправна, доколку везот не е фино адаптиран според потребите, големината на чевлите и така натаму, тежината на корисникот, тогаш тоа може да биде сериозен проблем. Трето, треба да се користи она опрема која што се познава и која што правилно се користи. И од друга страна, секогаш постои кај помошната опрема, она што го има како дополнителна опрема во својот ранец инструкторот, дали е тоа прва помош, дали е течност, дали е некој додаток во храна, дополнителен слој на облека, тука треба да повторно да се развие еден рационален пристап. Има опрема која што е неопходна и која што предпоставам дека со препорачаните процедури за работа согласно ова што го имаат меѓународните организации каде што членувате, дека имате некои прецизни препораки што мора да има во ранецот на ски учителот. Од друга страна, имам еден друг пристап што е потребно, зашто минимумот е минимум, меѓутоа некогаш во зависност од видот на клиентот, може би имаме и потреба од нешто повеќе или условите во кои што ја изведуваме активноста да имаме потреба од нешто повеќе. И апсолутно секогаш постои една опрема која што може да биде вишок, да е тотално непотребна и да не се губи од предвид дека нефункционалната опрема е секогаш непотребна опрема, бидејќи таа не можеме да искористиме и затоа треба секогаш подготовката на опремата да се направи на време, најмалку ден пред изведување на активноста, за да не се доведуваме во непотребен стрес да треба да направиме адаптации на денот на изведување на активноста за самиот инструкторски час или непосредно пред него, кое што ќе влијае на нашата ментална подготовка за да ја изведеме активност. Третиот елемент кој што може да влијае сериозно врз безбедноста, тоа е обкружувањето. Обкружувањето кај ски инструкторскиот час прво е природа, второ е планина, трето е скијалиште. Во природата си постојат закономерности, метеоролошки, климатски, ова активност се изведува во зимскиот период, има карактеристични температури, време трајање на денот, на дневната светлина, вообичаени температури и така натаму, кои што треба да се познаваат и почитуваат.
Второ, активноста се изведува на планина, која што повторно има свој климатски обележја, свој климатски карактеристики во зимскиот период кога се изведуваат активностите. И трето, активноста се изведува на скијалиште, каде што подлогата може да е добро подготвена, да е лошо подготвена, може да е подзамрзната, присуство има на други посетители на скијалиштето. И врз обкружувањето, по принцип, не може да се влие, ние не можеме да го контролираме ниту времето, ниту дали ќе врне снег, дожд, ќе дува ветер посилен или помалку силен. Па многу малку можеме да влијаеме дали ќе бидат добро подготвени патеките или нема да бидат добро подготвени. Она што можеме да направиме е да го адаптираме нашиот пристап кон изведувањето на активноста. Ако се температурите пониски, да се подготвиме прво самите себе со својата опрема и облека, да им кажеме на клиентите исто така. Трето, да знаеме што можеме да очекуваме од самиот клиент кога се температурите пониски или да речеме екстремно за нашиво географско подрачје со силен ветер, па имаме поизразен wind chill фактор, сигурно дека не можеме да очекуваме во неповолни метео прилики дека клиентот ќе го извади својот максимум. Ниту ние можеме да го извадиме својот максимум, ниту тој. Иако може би некогаш нормално 2 или 3 часа да ги поминеме цело време на ски, во некои други прилики ќе треба да го скратиме, да направиме некаква пауза. Се до тоа доаѓа од една страна како резултат на подготовката на професионалецот, ски инструкторот за вршење на својата дејност, од друга страна со текот на искуството се наталожува некое знаење и се формираат добри практики. Исто така предпоставувам дека имате често средби, дел од тие ви се за обновување на лиценците, но верувам дека одите и на некои меѓународни средби каде што се врши размена на искуства, кое што е многу важно и за индивидуалниот и за колективниот напредок. Затоа што доаѓаат нови технологии, нова ски опрема, нова облека и тие имаат одредени предности, одредени недостатоци. Кога зборам недостатоци, не мислам на технички, меѓутоа може да го сменат односот на корисникот на активноста кон обкружувањето. Сега не се однесува еден пример што сакам да кажам конкретно на вашата непосредна активност, бидејќи вие работите главно на ски терени, ама кога излегоа овие airbag ранци за заштита во лавини, за зголемување на безбедноста во лавини, луѓето мислеа дека ако имаат airbag, дека они слободно се може да влезат во лавина и тоа ги штити максимално. Статистиката покажува дека огромен е процентот на заштита и на преживување, меѓутоа само по себе тоа не е заштита, особено може да биде контрапродуктивно ако луѓето имаат погрешен став и влегуваат во опасност. Затоа велам, од една страна треба да се чита, многу да се следат најновите информации, најновиот збор на технологијата. И кога зборуваме за технологија, не само технологија на опрема, туку и технологија на знаење, техника на искијање, но и техника на пренос на знаење. И затоа сметам дека таа размена на информации надвор од основниот круг на колеги е многу важна. Сега да отидем уште еден чекор понатаму, бидејќи целта на денешната презентација е како да се управува со ризиците и во суштина што е управувањето со ризици. Тоа е процес при кој што применуваме одредени процедури кои што почиваат на упатства, пишани најчесто, со кои што се намалува изложеноста на сите чинители во процесот кон ризик. Сега конкретно кај ски инструкторскиот час, да се намали изложеноста на ризик на ски учителот од една страна и на клиентот од друга страна. Сега кога правиме анализа на ризиците, кога правиме анализа на било што, прво треба да ги препознаеме ризиците. Што е ризика, што не е ризик. Да не губиме енергија со работи кои не представуваат ризик, а да занемариме некои што се сериозен ризик.
откако ќе ги излистаме потенцијалните ризици, треба да ги процениме, да се направи некаква нивна квантификација и колкав е нивниот ефект врз вршење на дејноста и крајниот производ што треба да го испорача склучителот. Па затоа секогаш анализираме колкава е веројатноста нешто да се случи. Колкава е тежината на тоа што ќе се случи и кои се последиците. И врз основа на тоа да се превземат соодветни мерки. Еве сега да земеме еден пример, колкава е веројатноста нашиот клиент да изгуби контрола на своите ски, ние да не можеме да го контролираме неговото движење и со голема брзина да удри во столб од скилифт. И сега ако треба да го квантифицираме тоа во бројки од 1 до 3 или од 1 до 5, треба да одредиме колкава е, дали е таа веројатност единица или петка. Ако е мало дете кое што е непослушно, многу веројатно дека ќе ни бега од контрола, ама лесно ќе го ставиме под контрола. Ако е повозрасен човек со лоша психомоторика, со поголема тежина, со бавни рефлекси, тој ќе не слуша, ама не може да си го контролира своето тело и може лесно да ја загуби својата контрола. И тука имаме различна веројатност на случување и различна ќе биде тежината. Едно е ако помало дете витално, лесно удри и ако се прописно заштитени столбовите, сосема друга ситуација ако не се заштитени столбовите, или пак ако возрасен човек, 70 годишно лице, удри во столб, макар и да е заштитен. Со возраста доаѓа остеопороза, доаѓа други проблеми, тежината на повредата е сосема различна. И сега, кои се последиците? Ако удри во столб човек спортски активен на 30 годишна возраст, последицата најверојатно ќе биде многу помала во однос на тоа кога таквиот инцидент би се случил на некој 70 или 60 годишно лице. Ова сега да не значи дека сметаме дека 70 годишните луѓе се неповолни клиенти, туку само користиме некаква статистика. Второ, исто е важно каде ќе се случи и во какви услови. На врв на Церипашина да се случи некаков инцидент во горните зони, при невреме, при лоша видливост, кога и на ски патролата, на сите оние што треба да укажат помош, им треба многу повеќе време да дојде. Последиците ги прави многу поголеми. Или имаме повреда со крварење. Не е се едно дали ќе станува збор за лице со одлична здравствена состојба и можност за интервенција да дојдат стручни служби за 10 на 15 минути, или другата крајност е лице со нарушена здравствена состојба и продолжено време на интервенција, неможност да дојдат во кратко време службите да интервенираат. Значи, последиците се различни. Ние мора да го земеме тоа во предвид, за да знаеме како да реагираме. И затоа велиме, ако имаме некој голем ризик, прво одиме да го избегнеме. Па, ако веќе мора да влеземе во некоја активност, да минимизираме, да заштитиме. И сега на сите овие елементи што ги анализираме, мора да им дадеме некаква квантификација, за да знаеме во која зона се наоѓаме на ризикот. А доколку пак нешто се случи, тоа е пракса во европските земји, во развиениот свет, особено кога осигурителните компании стапуваат на сцена, они бараат процедури, бараат почитување на процедурите и се што прават квантифицираат, затоа што на крај се што исплаќаат или наплаќаат е квантифицирано. Па затоа и добро и ние кога работиме и веројатноста и тежината и последиците да ги квантифицираме, може да си формираме некој собствен систем. Не мора да имаме од 1 до 3 веројатност. Ако имаме некои специфични клиенти каде што имаме многу повеќе нијанси за веројатност, може да одиме и до 10. Ако се помали нијансите од 1 до 3 е поедноставно да се калкулира со помали броеви. Исто и со тежината. Имаме иста квантификација. Ако имаме множење, мултипликација, минималниот резултат би бил 1. На последиците најголемиот 3 по 3 ќе биде 9.
И сега што значат овие резултати? Ако за ризикот кој што ќе го ставиме во еден табеларен систем на хартија, нели ќе ги изанализираме и добиваме вредност дека е од 1 до 3, тоа се мали, прифатливи ризици, за кои што превземаме одредени стандардни процедури или во рамки на стандардните процедури што ги имаме, согласно дејноста, согласно опремата што имаме со нас, значи можеме да ги решиме. Ако е ризикот од 3 до 6, тоа се ризици кои што бараат план за менаџирање и да имаме еден изграден алгоритам како да излеземе на крај или да решиме таа ситуација. И доколку имаме ризици чија што вредност е помеѓу 7 и 9, се ризици кои задолжително треба да се избегнуваат. И од друга страна, кога се планира активноста, да се направи обид, големите ризици да им се намали вредноста. Како ќе им се намали вредност, имаме силен ветер, нема да одиме во горните зони да скијаме, ќе скијаме во пониските зони, каде што веројатноста тој ветер да има, прво, неговата силина е помала, нема да има влијание врз и нашата, односно вашата перформанса како даватели на услугата, меѓутоа и однесувањето способностите на клиентите. Значи, ризиците се релативна работа. Не е исто со истата опрема, со истата облека да се наоѓаме утре на врвот на Церипашина, на горна станица на Церипашина, или да се наоѓаме доле на долна станица на Светилија. Имаме сосема различни услови. Различна брзина на ветер, различна температура, различен квалитет на снегот, различно време потребно за да дојдат службите, ски патролата да интервенира, да го мобилизира, евакуира, да го транспортира повреденото лице. И затоа треба секогаш да се гледаат проблемите во тој контекст. За да се функционира правилно, неопходно е да се работи во рамки на одредени стандарди, каде што има процедури, каде што има упатства. И обично, да речем, во нашава дејност, за туроператори кои што работиме авантуристички туризам или за водичите во планина, ние користиме стандардни оперативни процедури кои ни се дефинирани согласно активноста или турата што ја спроведуваме. Јас овдека наведов нешто што е премногу општо, меѓутоа како потенцијални ризици се јавуваат при вршењето на вашата работа. Некогаш е ниска температура, гледајќи ја релативно, нели, во однос на временскиот период од годината и вообичаените вредности на температурата за местото каде што се изведува активноста. Сигурно за температура од 0 или -2, -5, нема да речеме во зимски центар дека е ниска. Ама ако е -20, тоа е веќе невообичаено ниска температура и треба да го гледаме во контекст на нашиот клиент. Просечниот ваш клиент не е најчесто е човек од урбаната средина кој многу малку поминува или време на планина или излегува. Се може да има и обратен случај, луѓе што се многу активни на планина, ама се влегуваат во светот на скијањето. Меѓутоа, класичниот профил на клиент е човек од урбана средина кој поминува малку време надвор и се одеднаш како ќе биде на -20 степени и најубавата опрема да ја има, тој е збунет. Значи, заради сензациите што ги добива од сетилата за температура, неговото тело функционира и умот на еден различен начин, што бара од наша страна дополнителен напор да го форматираме на инструкторскиот час, да ги предвидиме и нашите и неговите можности. Исто и со силниот ветер. Или еден почетник кој што се бори со баланс на скиите да се одржи, кога како непријател го има и ветерот, се мултиплицира комплексноста или комплицираноста на ситуацијата во која што он треба да делува. Замрзната подлога на ски патеките, што неретко се случува кај нас да биде постојба, исто треба да се земе во предвид. Па некогаш за жал се случува и оние патеки што
сте погодни за таа категорија на клиент, што не секогаш предпоставувам клиентите ви се апсолутни почетници, можеби и се надевам дека со еволуцијата на културата на скијањето ќе доаѓаат клиенти со прилично километража за скијање, ама сакаат да се напреднат, да отидат на едно повисоко ниво и треба повторно да се земе во предвид и тоа како фактор. И за сите овие ризици треба да бидат наредени, накратко да се опишат на начин што нам ќе ни ја долови сликата за тој ризик, да ги излистаме факторите што можеме да ги контролираме. Ние не можеме да смениме температурата, не можеме да промениме ни подлогата, ски патеката, што можеме да направиме, да отидеме на нека алтернативна патека, да го смениме пристапот кон часот, целта што ни е за овој ски час да ја адаптираме. Понатаму да ја предвидиме која е веројатноста да се појави тој проблем, која е тежината, кои се последиците и мерките што ќе бидат што од наша страна превземени за да го решаваме тој проблем. Во принцип, овој документ, стандардни оперативни процедури, е основата на целото работење. Значи, една ваква табела, наведени сите елементи, е добар подсетник, се додека не се изгради еден алгоритам како да делуваме за да ги менаџираме ризиците, со цел од една страна да немаме повреда, да немаме проблем, додека ја изведуваме дејност, од друга страна да испорачаме квалитетна услуга, да се изградиме репутација на квалитетни професионалци, што ќе ни донесе доволно работа, ама ќе ни даде можност и да работиме за повисока цена, што е сосема нормално, нели, во еден контекст на пазарно функционирање. Сега, кога станува збор за повредите, значи, тука е важно каков да биде односот, пристапот на ски учителот кон повреда. Во основа повредите на ски терените ги решава ски патрола. Тие се професионалци или полупрофесионалци, зависно од видот на ангажман и нивото на квалификација, ама тие се задолжени за решавање на проблемите што ќе настанат со сите присутни на ски терени. Меѓутоа, ски учителот мора да има познавање кон оваа проблематика, нормално повеќе од еден обичен посетител во скијалиштето. Повредите, какви ќе бидат според веројатност и последици, најмногу ни интересираат нас последиците, зависат кој дел од телото е повреден, каков е видот на повредата, дали е некое исчешување, скршеница, крварење, или е некаква здравствена состојба, труење со храна, вироза и така натаму. И сето тоа се сведува на ургентноста на реакцијата, колку е ургентно да се реагира. Некогаш се во прашање минути, кои се од значење за животозагрозувачка ситуација, некогаш има поголема временска толеранција. Меѓутоа, начинот на реагирање секогаш е условен од тежината на повредата. И во вакви случаи секогаш се оди по принципите, дека прво треба да се обезбеди заштита на повреденото лице, минимизирање на дополнителните повреди, оштетување или влошување на состојбата и менаџирање на ситуацијата, нормално секогаш во соработка со ски патролата. Прво што нешто ќе се направи, треба да се повика ски патролата, за да интервенира и или да даде инструкција што да се превземе во меѓупериодот додека тие дојдат на местото за да интервенира. Сега ние ги категоризираме повредите, кои што и не е толку важно кога зборуваме за риск менеджмент од аспект на организирање на инструкторскиот час, бидејќи тоа е повеќе работа на прва помош во непосредна смисла на зборот, која што обука ја даваат или лекари, или
сертифицирани обучувачи за прва помош, меѓутоа во основа може да ги поделиме во 5 категории, тоа се повреди на глава, на екстремитетите, на рбетот, крварења и здравствени состојби. Меѓутоа, кај сите овие прво што се прави, ако имаме, да речеме, паднал клиентот, има некаква повреда, првото што правиме треба да го обезбедиме местото од другите скијачи што се движат да не го повредат на самото место. Второ, да се постави во безбедна положба, ако изгубил свест, во таа така наречена кома положба, за да не дојде до загушување од собствено, од повраќање од течностите, или во положба во која што болката е најмала кај повредениот, да се заштити од хипотермија, затоа што рековме, ние сме на планина, во зимски услови, кога има ниски температури. И четврто е да се намали колку што може вознемиреноста кај повреденото лице. И потоа се чека делувањето на оние кои се стручни за да делуваат патролата, која што понатаму согласно своите процедури за делување ќе дојде, ќе направи проценка на состојбата, ќе интервенира на лице место до одреден степен целосно, ќе го транспортира повредениот на соодветен начин и така натаму. Менаџирањето на овие вонредни ситуации секогаш почнува од менаџирање со самиот себе. Секогаш кога и сосема е нормално кога еден ски инструктор го планира на инструкторскиот ден, дека очекува дека се ќе заврши во најдобар ред, на крајот на часот ќе има задоволни клиенти и доколку нешто излезе од тој предвиден концепт надвор, секогаш имаме стресна ситуација. Во стресна ситуација првото што треба да направиме е да се менаџираме себе си. Второто е да го изменаџираме клиентот со сите оние технички постапки, па да се менаџира ситуацијата, да се повика ски патролата, тие се најодговорните и најоспособените за делување со вакви проблеми во скијалиштето. И сега во тој меѓупериод додека дојдат стручните служби, обично е во природата на луѓето што од радознало, што од желба да се помогне, се создава една гужва. И колку е подраматичен проблемот или изгледа подраматичен, толку е поголема гужвата, толку и притисокот и стресот кај повредениот е поголем, но и кај ски учителот е поголем. И тука е многу важно да се изградат некои механизми на менаџирање на ситуацијата. Значи, тоа место на повреда, ние кај ски патролерите, порано ги учевме дека мора и да го оградат физички, ама и ментално, да ги трнат сите оние кои што може негативно да влијаат врз самата ситуација и врз оние кои се најзасегнати, повредениот и сега во случајот ски учителот, или кога интервенира еден патролер, некогаш вториот може би нема потреба да, или третиот да им асистира во интервенцијата, колку што има потреба да ги изменаџира луѓето што се присутни на самото место. И многу е важно да се соработува со други субјекти, затоа што некогаш меѓу тие случајни луѓе што ќе се најдат на местото може да има лекар, може да има некој со одлично познавање за тие проблеми и да помогне во огромна мерка, или пак да отиде да дојави ако сме во простор каде што нема доволно добра мрежа, или во моментот не можеме да добиеме ски патролата да отиде да побара помош и да помогне. Во принцип тоа се вонредни ситуации и за тие ситуации исто така мора да се има еден темплейт, еден шаблон. Ние во авантуристичките активности го викаме план за вонредни ситуации. Тоа е слично како и СОПОТ, во принцип е содржан во СОПОТ, што би правеле во каква ситуација. Ма најважно е да имаме во себе изграден еден алгоритам на постапки што би ги следеле во случај на одредена вонредна ситуација. Тоа треба да се вежба, ментален тренинг да се прави, често да се вежбаат такви проблем ситуации за да имаме голема самодоверба, односно поголема самодоверба во решавањето на овие ситуации. Тоа би било се.
Јас се извинувам, имавме мали технички проблеми, ама не сум некој компјутерски тип што може да го не можам да ги предвидам, нели, сите овој простори, иако сум држал неколку презентации овдека, ама не го познавам баш најдобро, но се надевам дека на крај главната поента ја пренесовме. Сега претпоставувам дека може да оставиме простор ако има некое прашање од кај вас или од луѓето што се на Zoom да праша. Добро, ако нема, тогаш мислам дека можеме да... Да се вратам и ако може некои ствари на парата. Добро. Да го поминам на следно беше на слайдот за опремни. Овде? Треба да не мислам да смогам да читам и Често е нас поради економска ситуација и поради опремеността на скидениците и поради, не знам, луѓето кои што ни доаѓаат, ние сме доведени ситуација да практичуваме часови без неопходна или без потребна опрема кај клиентите. Нашето задоволението на мајка се дека структурата кој што треба да направи еден јасен нарез, што е дозволено, што не е дозволено, што е безбедно од опрема, што не е безбедно, без што се може, без што не се може. И чуваме нашите члени, аз сега го веждам, што е клиент, предникијски инструктор, као добар пример. Ако и треба нашите члени да се преваносат некои кирс или швајцарско може, што од текот на часот, во случај да имаме неисправност на опрема, да може да интервенират. Тоа се случува, ама се случило неколку пати да ние одбиваме час или дека не може да се работуваме с некој клиент кој што дошол тоа опрема што не е соодветна за условите пешната работа. Или не доби ски, или не доби понуди, 2-3 броја поголеми од позајмени од некого или со неисправни жабици и така работи. Право кажам дека е ние да основните соочуваме ние. Ако што ретко кој ги препознавам, затоа што нечесто сме врзани со време, врзани сме со тоа колку бара од нас околината да дајаме услуга повртно квалитетно платно и може еден од бизнисите кој ќе ги занемаруваме најмногу. Да, за жал, заради тоа што е услуга која што, нели, треба да се испорача и да се заработи од неа. Некојаш тој момент на селективност не е доминантен, може би со, не знам и тоа колку во пракса би било ефективно, ефикасно, одредени упатства, препораки прво кон тие кои што ако е изнајмена опрема, кои што ја изнајмуваат опремата или во комуникацијата со клиентите, една чек-листа што треба и како треба да изгледа опремата со која што треба да дојдат на терен. Не е тоа гаранција дека ќе биде почитувано апсолутно дека ќе смени драстично нешто, но доколку се случи некаква последица која што е резултат на опремата, тогаш ски инструкторот ги превземал сите неопходни чекори. Инаку претпоставувам, не знам како искуството во оваа дејност во, да речеме, поразвиените земји, но претпоставувам дека кога ски инструкторот има доволно работа и објективно обкружување за да ги покаже своите квалитети, значи на реална работна атмосфера и реални пазарни, објективни пазарни услови, претпоставувам дека клиент со несоодветна опрема не би бил прифатен. Јас знам од дејноста кај планинските водичи, посебно
кај оние каде што е неопходно повисоко ниво на техничко познавање, кај тие што одат по технички планински терен, ние ги викаме ИФМГА водичи, тоа се алпинистички водичи, ние сме УИМЛА хайкинг водичи, професионални секако, ама тие се технички, они, ако немате некој дел од опремата, согласно тоа што ви е кажано, воопшто не ве земаат во активност, но сте должни, вие уште претходно сте си платиле за активност. Така да немате рефундирање на средствата, затоа што активноста не е изведена по ваша кривица. Сега, тоа е врзано, затоа и претходно реков, со културата за изведување на таа активност, ама ние сме тие што ја градиме таа култура. Може би 2-3 пати ќе треба да отидеме низ некаква лична загуба, ама предпоставам, не предпоставам туку, вие сте еден вид синдикат. Никој не е посилен од вас во оваа дејност. Вие сте професионалците кои што го имаат првиот и последен збор за тоа што е правилно, што не е правилно. Сега во односот на силите, влијанието на моќта помеѓу ски учителите, ски центрите, нели, како економски моќни во тој дел, може би изгледа како битка помеѓу Давид и Голијат, меѓутоа од друга страна пак ски учителот е тој кој што е носител на основното барање на клиентот. Клиентот доаѓа за да добие знаење, така? Некогаш по своја волја, велам, некогаш дете, родителите, често пати верувам дека и кај децата има огромна желба да научат, ама вие сте тие кои што сте господари на таа ситуација на трансфер на знаењето. И вие сте најреферентни што ќе кажат, што е добро, што е лошо. Не секогаш се слуша. Живееме, за жал, во такво општество каде што многу малку се слуша експертизата, ама апсолутно верувам дека може да се менуваат работите, не преку ноќ, тоа сигурно, но верувам дека може многу да направите. Со сите овие сертификати што ги добивте, меѓународни членства, исполнување на меѓународни критериуми, вие сте докажани, вие сте апсолутно најкомпетентните луѓе кога станува збор за оваа проблематика. И треба да се биде свесен за тоа знаење, за таа моќ и да се влие. Исто така да знаете дека вие сте двигатели на културата за скијање. Вие сте тие кои што ги поставуваат и трендовите. Не е лесен тој процес, ја знам од водачите во планина, е многу тежок процес, прво заради тоа што има многу внатрешни проблеми. Предпоставувам дека не сите ски учители што се на ски терените се откајваат сертифицирани. Не сите ски учители се обучени ски учители, нели, после тука еден црн дел, еден сив дел, веројатно во голема мерка и сива економија и така натаму, што не е во моментов поврзано мислево предавање. Меѓутоа, убеден сум дека можете многу работи да смените, ама првата работа е да бидете свесни за својата моќ што ја имате и да ја употребите таа моќ. Ако е тоа, јас сега искрено, бидејќи не гледам некој улога на водител, јас би го прекинал прво снимањето,